дозволите, почитуван колега, да сублимирам вака накратко заради јавноста, многу накратко. Што сакате да ни кажете? Значи, нема потреба владата да дава средства на граѓаните за инвертер клими, бидејќи има сосема доволно помош од општините и нема потреба владата да одвојува средства. Тоа е првата поента. Втората поента. Зошто да им даваме пари владени од буџетот на граѓаните, бидејќи можат граѓаните да си земат кредит? Тоа беше втората поента од вашето излагање, ако можев да сватам. И трето, зошто би ние прифаќале овде амандман за инвертер клими, кога ете општините би можеле да аплицираат до Европска унија и да се обезбеди средства за следната година повторно да распишат поголем оглас од овој сега што постоиме. Ако велите така и дека треба да се фокусирате на другите мерки, а министерот рече дека имаме предвидено нови чекори, нови системи, не знам, софтвери и така натаму што ќе помогнале за надминувањето на ситуацијата, визави веќе потврдената мерка за инвертер клими, широко прифатена со огромен интерес меѓу граѓаните. Сега вие велите дека треба повторно да се потрошат средства, а станува збор за 300.000 евра за амандманов. Вие сакате сега да одвоиме пари за промоција на средства на новите чекори, откако ќе ги обмислиме, ако веќе бидејќи не се веќе обмислени, не ги слушнаме кои се. Ќе треба да се одвојат дополнителни средства X, еве вие кажете ми во некоја следна реплика колку би требало за еден софтвер од тие што се во најава, или да извадиме просекот колку фрла државава за нефункционални софтвери годишно. Треба да помине и оваа сезона, кризата ни се продлабочи, за да можат граѓаните, ете, можеби следната година да бидеме ние во пресрет. Не. Затоа и кажам, ќе завршам така како што почнавме. Ова е типична хипокризија. Ако сакаме да излеземе во пресрет на граѓаните во време на криза, наместо 1000, ќе поддржиме за уште 500 или 1000, се карикирам, да не се фатите за бројката. И тоа би дало најмногу ефект во единица време, односно за најкраток можен период. Благодарам.